Вести на Канал 8. Добар ден. Патот Кочани-Делчево се уште е затворен за сообраќај. Тешка механизација работи на расчистување на наносот од карпи и земја, а од Македонија пат се обидуваат да обезбедат минимална проводност за возилата. Забраната за користење на патниот правец Кочани-Делчево се уште е во важност. Сообраќајната полиција и понатаму на крстосницата кон Виница ги пренасочува возилата да го продолжат патувањето преку селото Бигла или пак преку Пехчево. Одронот од карпи и земја во близина на местноста Драка кај селото Калиманци се расчистува, но отстранувањето оди бавно поради големата количина материјал што се најде на коловозот. Од изутрината, екипи на Македонија пат работат на разбивање на големите карпи, за што се користи и специјална механизација. Условите за работа се тешки поради постојаната закана од повторно одронување на блискиот рид. Моменталната состојба, како што сами гледате, дека е стварно лош. Од причина што имаме многу одрни, а посебно овој кај што стоиме сега е најголем. По моја слободна проценка дека околу 300 кубика, ако чепнеме уште понагоре ќе се сигурно уште 200 кубика ќе стезат. Во овој момент гледаме прво да го пробиме патот, нема да го изчистиме, него само да го пробиме каков таков сообраќај да го воспоставиме. Коцев вели дека овој одрон не е единствен на патниот правец кон Делчево. Слични проблеми се регистрирани на повеќе места на делницата од Виница кон Берово. И насекаде имаме одрони, како нова делница од Браната до Истебања, имаме и од Браната до Делчево, понатаму имаме Виница, Берово. Сега да се чисти, се одржува сообраќај, бидејќи сообраќајот е преориентиран од границата преку Делчево, Пехчево, Виница. Од таа причина тој патен правец е сега гледаме да биде во најдобар ред, без застои, макар што и таму имаме одрони, но екипите на Македонија пат се на лице место и чистат. Проблемот со одронот на патниот правец кон Делчево не е нов и само од почетокот на оваа година возачите со него се соочуваат трет пат. Тоа го попречува и транспортот на стока што влегува или излегува преку македонско-бугарската граница, зашто реагираат и возачите на товарни возила. Сега мора да почекаме да се отклоне тоа и да се враќаме назад, како ќе би тоа, не знам. И тоа мора да враќаме по овај новиот пат, преку Виница, за Пехчево и за Делчево. Контролата на теренот што во текот на денот ја направиле одговорните во Македонија пат покажала дека практично целата делница од Истибања до Браната Калиманци е потенцијално опасна за сообраќај. Доколку во наредните денови продолжат врнежите, можно е да се појават слични одрони, поради што ќе биде потребна посериозна интервенција за поголема безбедност на возачите и останатите учесници во сообраќајот. Поради врнежите од дожд и високиот водостој во Прекин е локалниот пат Долни Подлок-Облешево. Патот е затворен за сообраќај за сите видови моторни возила на потегот од кај оранжерискиот комплекс до влезот на селото Облешево. Надојдената Кочанска река и нејзиното неисчистено корито во близина на Долни Подлок придонесе за покачување на нивото на подземните води во овој дел од општината. Со оглед што тоа беше закана за поплавување на околните земјоделски површини и дел од оранжерискиот комплекс што се наоѓа во непосредна близина, неопходно било прокопување на локалниот патен правец кон селото Облешево. На тој начин е овозможено истекување на вишокот вода и намалување на високиот водостој, до кој доаѓаше поради повисокото ниво на реката од околниот терен. Со прокопувањето на коловозот, оневозможено е поминувањето преку реката, а писмено известување за тоа доставија и од општина Кочани. Во дописот стои дека патот е затворен за сообраќај за сите видови моторни возила на потегот од влезот на оранжериите Зелена куќа до влезот на селото Облешево. За сега нема одговор од надлежните до кога ќе биде затворен за сообраќај овој патен правец, но повеќе од сигурно е дека ќе се чека на повлекување на водата во речното корито и стабилизирање на состојбата. Во меѓувреме и понатаму високо е нивото на Злетовска река на вливот во Брегалница, поради што од општина Чешиново Облешево постојано се прават контроли на теренот и се следи водостојот. Дополнително, поради покачувањето на нивото на подземните води и понатаму под вода се дел од површините засејани со есенски култури во атарот на селата Уларци, Чифлик и Чешиново. 6 случаи на салмонела во Виница. Децата се на возраст од 1 до 8 години и дел од нив се хоспитализирани на инфективно во Штип и Скопје.
Изворот не е од едно место, тврдат надлежните од епидемиолошката служба во Виница. 6 деца од Виница во рок од една недела биле хоспитализирани заради појава на бактеријата салмонела со симптоми на пролив, повраќање и висока температура. Децата се на возраст од 1 до 8 години и имаат труење со храна. Дел од нив биле задржани на инфективното оделение во Штип, а некои во Скопје. Но според надлежните, изворот не е од едно место. Заклучно до 10 март 2016 година во хигиено-епидемиолошкото оделение во Виница се пријавени 6 случаи на изолирана салмонела и 3 случаи за кои што се стигнати пријави од инфективно оделение од Штип, кај кој што не е изолирана салмонела, меѓутоа и тие се хоспитализирани таму и се лекувани, значи кај нив биле присутни симптомите кои што се карактеристични и за самата салмонела. Децата се под лекарски надзор и се во добра состојба. Состојбата на сите пациенти е добра. Голем дел од нив, односно 5 од хоспитализираните пациенти се пуштени на домашно лекување, значи уште едно дете е задржано на лекување на инфективната клиника во Скопје. 3 од децата кои биле хоспитализирани одат во градинка и веднаш се преземени мерки со контролни прегледи, земени се брисеви како и мостри од храна. Упатени се и препораки за подигнување на хигиената на повисоко ниво во објектите. Од вчера на инфективното оделение во Штип се пријавени уште нови 3 пациенти од Виница со исти симптоми, но салмонела не е изолирана. Во просториите на локалната самоуправа на Кочани беа доделени наградите за најуспешните идејни решенија за уредување на коритото на Кочанска река. На конкурсот пристигнале само 2 пријави, а одлуката на Општинската комисија е да им се додели 2 и 3 награда, со оглед што тие не ги исполниле очекувањата за да бидат првонаградени. Идејно архитектонското решение за уредување на коритото на Кочанска река, што го изработиле авторите Мила Рорик и Дејан Томски, ја доби 2-та награда во висина од 37.000 денари, што ја обезбеди општина Кочани по претходно објавениот конкурс. 3-та награда во висина од 25.000 денари и припадна на 4-члената млада екипа од фирмата Тераплан Партнерс од Гостивар, во состав Ана Иванова, Муса Неджибе, Екзона Зендели и Ивона Крстеска. Според стручната комисија од вработените во општинската администрација, едногласно било одлучено да не се додели прва награда, затоа што не биле исполнети очекувањата за уредување на реката соодветно на првичниот проект за третирањето на нејзиното корито, што пред повеќе години го изготвил архитектот Радко Лаловики. Неговиот проект доби награда пред колегите од целата фела од Република Македонија и на некој начин неговиот проект ни беше подлога за да направиме избор во подготовка на проектниот програм што го обработуваа сега помладите колеги, за кои јас посебно чувствувам гордост да бидам една врска помеѓу генерациите кои одминале и генерациите кои доаѓаат. Учесниците на конкурсот за уредување на коритото на Кочанска река рекоа дека општина Кочани е единствена во државата што се решила на ваков начин со јавен конкурс да бара идејни решенија од стручни лица. Токму затоа и предизвикот за младите архитекти бил поголем, а добивањето на наградите е само потврда за нивниот труд и обид да дадат придонес за естетско функционалното уредување на дел од градското подрачје на Кочани. Водечката идеја на нашиот проект беше да ја приближиме реката кон граѓаните преку формирање на контактни зони во рамки на нејзиното корито, кои што добиваат различни содржини, а меѓусебно се поврзани со велосипедски и пешачки патеки. Анализата која што ја направивме на диспозицијата на речниот тек во однос на изградената средина во Кочани, самата ни ги сугерираше намените кои ќе ги добијат тие зони, па соодветно на тие намени ние обработивме 3 зони кои што ги нарековме спортско-рекреативен комплекс, комплекс плоштад и комплекс култура. Иако рокот за изработка на идејните решенија бил краток, сепак учесниците на конкурсот велат дека задачата не била многу тешка, при што се обиделе да дадат максимално функционални решенија. Дел од третонаградениот тим на конкурсот е и младата Ана Иванова, која е од Кочани, и според неа најголем предизвик било решението за уредување на реката во централниот дел на градот.
Тој дел е дел каде што сите млади, а воедно и сите жители се собираат најмногу и најчесто, но и затоа сметавме дека треба овој дел да го уште повеќе анимираме. Секако не ги запоставивме и останатите сектори, бидејќи не е само центарот место на собирање. И затоа ние всушност секој сектор го обработивме детално и во секој сектор анимиравме и интегриравме различни содржини каде што ги анимиравме сите старосни категории. По завршувањето на конкурсот и доделувањето на наградите останува потешката задача за локалната власт, односно обезбедувањето пари за практична реализација. Беше речено дека за тоа се потребни големи средства, за што постои можност да се користат фондовите на Европската Унија или на други меѓународни финансиски организации. Тоа значи дека реализацијата на избраните најдобри решенија се остава да ја остварат други раководни лица што би дошле во иднина. Спортска сала да добие подрачното училиште во Горни Подлог и подобрување на инфраструктурата во селото и асфалтирање на неколку улици. Се барањата на жителите на село Горни Подлог. За реализација на тие проекти бараат помош од локалната самоуправа на Кочани. Поставување асфалт на околу 300 метри на улиците во селото, подобрување на инфраструктурата, како и изградба на спортска сала во подрачното училиште Свети Кирил и Методи во Горни Подлог. Се барањата на жителите од ова село од локалната самоуправа на Кочани. Едно од приоритетите ни е да во догледен период, мислам дека уште нашата Смолетка нема сала, сакаме да имаме на сала нашите внуци и деца да во зимните периоди да имат услови да спортуват и рекреират во сала. Патишта треба уште неколку, околу 200-300 метра патишта имаме за правење, така обеќано дека и сметам дека во догледно време и тоа ќе биде направено. Недостасуваат и други работи за подобрување на животот на местното население во ова село, но председателот на местната заедница овие два ги спомена како приоритетни, за која градоначалникот Димитровски вети реализирање на истите во догледно време. Риболовците од Кочани со барање до државата да се издействува да ја добијат концесијата за дозволен риболов на Брана Градче. Тие сега риболоват на подалечни места како Калиманци и Дојран, а имаат брана која не може да ја искористат. Одржано третото редовно годишно собрание на спортско-риболовното здружение Еколошки клуб Кочански рибар. Заради непостоење на концесионер, браната Градче веќе 2 години е забранета за риболов. Рибарите од Кочани бараат добивање концесија за риболов на браната Градче и со тоа да имаат свое катче за риболовење, а не да одат на браната Калиманци или Дојран. Членовите на спортското риболовно здружение Еколошки клуб Кочански рибар го одржаа своето трето годишно редовно собрание. Ние како риболовно здружение сме засегнати за таа работа, значи нашиот интерес е ние да дојдеме до таа концесија. Значи со тоа да имаме едно свое катче, а не да одеме на други места подалеко од нашиот град и на тај начин и да го промовираме и мислам да ствараме рекреација на нашите локални рибари. Моментално, значи ревирот ни е Брегалница, значи речниот стив на Брегалница и најблиска локација ни е за жал Калиманци, кој што е 40 км оддалечен од Кочани. Значи на тај начин сме ускратени, а можноста која што ја има Брана Градче и како едно потенцијално добро место не е ускратено за жал. Поради фактот што стариот концесионер не ги исполнуваше условите, значи 2 години веќе уназад таа е земана. Сега самата таа држава која што треба да објави нова концесија, но веќе 2 години таа тапка у место. И сега целта и на нашето само собирање ще дадеме апел дека не има стварно многу и на некој начин некој треба да се води сметката, значи да објаве таа концесија. На редовното годишно собрание, освен договорот околу барањето за добивање концесија за браната Градче, се разгледуваше и извештајот за реализирани активности во 2015 година, како и финансовиот извештај со приходи и расходи за минатата година. Се презентираше и планот за активности за 2016. Веќе 15 години Кочани нема риболовно здружение. Сегашното Кочански рибар постои 3 години и е едно од поголемите здруженија во Македонија, кое брои повеќе од 400 членови.
Маскирањето, палењето огнови и гатањето за празникот Прочка се во целосна спротивност со канонот на христијанството и типикот на православната црква. Прочка е празник на постувањето и очистувањето на гревовите, ден по кој започнува големиот великденски пост, за кој исто така е воспоставено правило. Луѓето да не си креираат своји правила на постење и духовно живење, порачуваат свештениците. Карневалите кои последните години станаа голема туристичка атракција, како и палењето огнови и гатањето по повод празникот Прочка, воопшто не се во согласност со канонот на православната вера. Со маскирање и со палење огнови и со гатање нема да бидат опростени гревовите, напротив, истото се коси со типикот на православната црква, предупредуваат свештениците. Прочка или Велики поклади е ден на православното христијанство, на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Секогаш е 7 недели пред Великден и е празник на искрената и пожртвувана љубов кон ближните, кој треба да го следи примерот на Исус за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. Па во овие краишта постојат некои традиции, не знам, на маскирање, на преправање, на палење гуми. Мислам дека ваквата традиција беше забранета со закон, бидејќи се правија, нели, се опожаруваше и правија, се создава материјални штети. Како и да е, сепак ваквите традиции на прославување не се во склоп со православното предание и апелираме да не бидат практикувани, бидејќи нашиот начин на празнување е пред се литургиски. Денот по Прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост. И тука има христијанско правило. Од понеделник до петок е на вода, тоа значи дека не е дозволено употреба на масло. Сабота и недела е дозволено употреба на масло и на вино, додека на празниците Благовештение и Цветници е дозволена употреба и на риба. Тоа значи зборуваме за оној телесен пост, додека посебно внимание треба да обрнеме на духовниот пост, односно на нашиот однос кон ближните, нашиот однос кон Бога. Инаку, тековната недела пред Прочка се нарекува сирна недела, кога не се јаде месо, туку дозволено е само млечни продукти. Прочка во семејството се одбележува со богат ручек. На денот Прочка во недела во Кочанската црква ќе се отслужи света божествена литургија, каде што свештениците ќе побараат прошка од верниците. Сите кои ќе постат првата недела може да се причестат на Тодорова сабота, бидејќи тогаш ќе се служи света божествена литургија, но само под благослов на духовник. Следува информацијата од спортот. В недела се игра првото пролетно коло во третата фудбалска лига во кое Осогово му гостува на Овчеполе. Во првата лига за жени пак Кочани ќе патува во Струга, а Младост Иднина С е домаќин на Драгон 2014. Викендов се игра 11-тото коло во првенството на првата фудбалска лига за жени, во која ќе настапат и двете екипи од нашата општина. Женскиот фудбалски клуб Кочани, по враќањето од меѓународниот турнир во Романија, в сабота ќе патува во Струга, каде ќе го одигра вториот надпревар во пролетниот дел против екипата на АС Юнајтед. Со оглед што стружанки првиот дел од првенството го завршија во средината на табелата, се очекува тие да не бидат премногу тежок противник за нашите девојки, па би требало од гостувањето да се вратат со освоени бодови. Младост Иднина С на домашен терен ќе го пречека есенскиот шампион Драгон 2014. Со оглед на квалитетот на противникот, тешко може да се очекува оризарки да направат некакво изненадување против скопјанки. В недела се игра и првото коло од продолжението во првенството на третата лига Исток. Осогово гостува во Свети Николе на надпревар со Овче поле и според стручниот штаб на Кочанскиот третолигаш, екипата ќе отпатува подготвена и со желба да извлече најмалку нерешен резултат. Единствена потешкотија што ќе ја има тренерот Зоран Филипов во составот на екипата е отсуството на напаѓачот Аксентиев, кој поради жолтите картони од есенскиот дел ќе мора да паузира. Во меѓувреме сите побарувања на фудбалерите и персоналот во клубот беа подмирени, така што останува само на играчите на теренот да ја оправдаат довербата. Во третата кошаркарска лига пак Баскет Дино ќе гостува во Скопје на средба со кошаркарите на Феникс 2010. Во моментот домашната екипа е на последното место на табелата, па тоа за момчињата на тренерот Сашко Лазаров треба да биде дополнителен мотив да прикажат добра игра и да направат изненадување.
Толку во овие вести, екипата на Канал 8 ви посакува пријатен викенд. Довидување.